Причината за настанување на сообраќајните незгоди, односно сообраќајниот травматизам е мултифакторијална. Што тоа значи? Значи дека повеќе фактори влијаат за настанување на сообраќајните незгоди. Ние травматолозите, она што го имаме детектирано, секако е следно. Човековиот фактор представува еден од главните причини за настанување на сообраќајните незгоди, но сепак морам да напоменам како дека исто така многу важен фактор се и опременоста на возилото, патиштата, староста на патиштата, сообраќајната култура и така натаму. Во последно време на нашата клиника, а и општо светската статистика тоа го кажува, кој се занимава со оваа проблематика, укажува на фактот дека многу млади лица консумираат алкохол и ги управуваат своите возила под дејство на алкохол. Во последно време не е така мал бројот, односно бројката на лица млади кои што консумираат некои дроги, опијати, како кокаин, марихуана и така натаму, и како директни учесници во сообраќајот фактички си го загрзуваат нивниот сопствениот живот, но и животот на другите учесници во сообраќајот. Бидејќи алкохолот всушност представува еден вид дрога, кој што брзо се ресорбира од желудникот, не бара некој тајминг, некој време да помине низ гастроинтестиналниот тракт, низ цревата, за да почне да реагира. Со консумација на алкохолот, изголемувањето на неговата концентрација во крвта, како и на овие дроги што ги спомнавме, психотропни супстанци, се намалува значително реакцијата која што еден нормален човек ја има при било која состојба, било да треба да закочи, било треба да го заврти своето возило, било некоја непредвидена ситуација и така натаму. Мозокот, кортексот на мозокот не е спремен во тие состојби благовремено да реагира на новонастанатата ситуација. Во контекст на сообраќајните незгоди, најчесто кај нас во клиниките, во травматолошките клиники, по бројот према видот и типот и карактерот на повредите, пред се доминираат повреди на локомоторниот апарат, тоа се долните екстремитети, горните екстремитети, краниоцеребралните повреди, како и торако-абдоминалните повреди, односно повредите на градниот кош и на абдоминалните органи. За нас, како травматолози, многу е важен механизмот на повреда. Ние правевме неколку едукативни предавања во однос на користење на пасивната опрема, сигурносниот ремен, светлата, ербегот. Значи, ербегот нема да се активира ако тој не е ставен сигурносниот појас во неговото лежиште. За нас травматолозите е многу важно, значи, механизмот на станување на повредата и тоа, пример, кога ќе дојде брзата помош или самите пациенти при поголема брзина, од 60 км на час, при екзитус, односно смртен исход во сообраќајната незгода. Ако постоеле тешкоти при вадење, при екстракција на патниците или водачот од возилото, ако возилото е, значи, толку деформирано што тие не можеле да ги извадат толку лесно, или пак паднало во провалија, или пак била поголема падот од 2 метра, да речеме, од хоризонталната подлога на патот, сето тоа ни кажува дека постојат многу големи шанси да тој пациент биде политравматизиран, односно има мултипла повреда или здружена повреда, повеќе органи и системи. Затоа, како лекари кои што ние се занимаваме со оваа проблематика, добро би било да се знае дека да се внимава и да се прилагодува брзината пред се на возилото, да не се консумира алкохол и што е многу важно, и тоа е тренд во последно време и во Светската здравствена организација препораките, гайдлайнсите, и во сите безбедносни европски структури кои се занимаваат со безбедност во сообраќајот и патиштата, тоа е било што ќе ни го земе вниманието, конкретно мислам на пишување на SMS пораки во возилото, зборување по телефон, било и да не си во возилото, значи 4 пати е зголемена можноста да бидеш повреден ако пишуваш пораки дека поминуваме на пешачки премин или го поминуваме, значи, коловозот и така натаму.
За жал, морам да кажам на црна статистика од Соединените Американски држави, некаде на годишно ниво се повредуваат околу 64.000 дечиња, од кои 675 завршуваат со смртни последици. Затоа, сакам да кажам дека многу внимателно треба да се пристапи кон превентивните стратегии, кои што по моје лично убедување многу повеќе треба да бидат во контекст на едукацијата, неголи казнената политика која што мислам дека сепак нема да даде таков бенефит како што се овие превентивни било стратегии, било предавања, едукативни предавања и така натаму.